Протест. Еве сме овдека во студиото на Нели Виктор Апостоловски и ние мислиме дека он треба... Чекай. Што правите? Значи, као што реков, ние мислиме... Абе, кој те праша, бе, брат? Интересна работа, мајка. Денешно време многу луѓе мислат. Многу луѓе се осеќаат некако. Кој ги праша, не знам, а тие битно се осеќаат. И мислат дека тоа што тие го мислат, треба сите го мислат. Мислат дека секое мислење треба се каже. Не бе, брат. Ама уопште не мора да се каже. Ич, жити мене. Мисли си слободно што сакаш, прави. Кажи си го за себе, ме сваѓаш, за себе чувај си го. Или евентуално го те праша некој. Макар што кој те прашва, не знам. Тоаш кажи му. И тоа е нешто што го учевме на училиште порано. Ќе кажиш нешто кој те праша. Ако никој не те прашва, ќути. Ама денес сме ера на интернет, ера на социјални мрежи. Место кај што сите можат да си кажат што сакаат. Слобода. Што значи сакале ние или не, социјалните мрежи се еден многу битен елемент, ако не и најбитен, од денешната едукација на едно дете. Порано тоа што беа социјалните мрежи беа улиците. Сега ги речиш не е исто. Нормално дека не е исто, ама има многу сличности. Оти на пример никој не ги прати децата што прават денес на социјални мрежи. Исто и нас никој не пратеше што правевме на улица. Ке слушниш од далечините мило звучен глас. Враќај се ваму! И тогаш знаеш дека или е време за јадење, или едноставно време да се прибериш. А многу пати ќе земиш лепче со ајвар со мармалад, со нешто и се враќаш на улица. Ама дур си на улица, никој не те гледа што правите, брат. Така денешните родители не ги гледат децата што прават на интернет. Оти ако ги гледаја, и ако знаеа што се пишат и коментират и кај се чепкат по интернетот, можда малце ги си поводеа сметка. Оти од една страна интернетот може да биде многу лош, ама па од друга страна на него има и многу работи што ние возрастните можеме да ги научиме. Дури понекогаш гледам видеа и селам добро кај бе овие социјалните мрежи ние ко учевме. Има луѓе на 30, 40, 50 години што сега учат нови трикови што ги споделват и многу ми се јаки пошто со истите ствари ние се бориме денешно време. Обични секојдневни работи. Пример не знам, земаш ајка да клава на вилушка и кој краши си ти прстите ако немаш работа. И милион други такви работи за вкујна, за дневна, за кај сакаш. Работи што нити ги научиш на училиште, нити некој дома има трпение да ти ги покаже. Затоа викам интернетот може да биде многу убав алат во растењето и развојот на детето. Само пак некој треба да посвети време. А то време на училиште нема да биде посветено. То треба да се посвети дома. Арно, ама кој има време да се посветва дома? Ала бъди нас кој не гледаше. Кој не гледаше нас? И зашо треба? Шо ни фали? Така? Не да ни фали, бе, брат. И отпоѓи имаме. Пак ќе речем. Ние ко растевме интернетот не беше развиен толку и го немаше да речем. Не можеше милиони, милиарди информации да имаш во секунда. Можеше да излезиш надвор, тоа што е тема на муабет во малото, тоа е темата на муабет. Пример, Пеце скрши нога. Како бе Пеце скрши нога? Како јас скрши? Чамче муавет ме сваѓаш. Или ќе играш некоја игра, фудбал, баскет, чупињата ластик, или ќе трчате да ќе тропате по вратите на комшите, пелја нешто се прави. Оти никој не зна. Во сите мали има по некој бистарум што му текнуваат такви некои идеи забегани. И ако се збуни некој на идејата, одма тој почна да му се смее, сите почнуваат да му се смеат. Ќе види, не ќе види детето и тој ќе влези, ќе трчат, ќе мават по вратите и ќе трчат, ќе бега. Такви тиквари бевме. Ама и во тие работи што ги правевме, глупостите што ги правевме, па имаше нешто физичко, трчаш, бегаш, адреналинот пумпа, се газите од смеење, некој се сопнал, паднал, некој се лупнал негде, некој в шахта пропаднал. Тешко на комшите, ама за тебе возбудливо. Денешните деца ни то не го прават. Уште од пред да почнат на училиште, дома кога ќе досадвале, пошто тие внимание сакат, како кученце кој имаш низ дома цело време трча по тебе. И дете до 24/7 сака да си игра, што да прави? Родителите цел ден на работа и си дој отепан од работа и ќе му се беси, малото ќе му се беси, и за да не досадва телефонот дај му или таблето или лаптопот. И го дојди во школска возраст, малото е научено и се врати дома и одма на компјутер седну. Демек домашно нешто ќе пишеме, сваѓаш? Нема грешка Тој изгорене да дојде од училиште и одма домашното напише. Абе душата му гори. Што значи ако не го пуштиш на некој спорт, физичка активност нула. Комуникација со други луѓе нула. За него постои само интернет. И са пак ќе речам, не е тука ништо изгубено. Сам изгубено, ама ајде може да се искористи тој момент. Пример има многу бе апликации како Т, не требало да се кажува цело име пошто не знам алгоритмот на YouTube нешто. За TikTok збор. Пример има апликации како TikTok, а и како Instagram, ајде да не го изоставим. Да не се лути. Што имат многу бе алгоритми денешно време. Тој на почеток ќе ти дава глупости, ќе ти нафрла теми и цело време пратат на што посветваш многу внимание. Што значи? Ако син ти има TikTok подолго време и кој ќе му отвориш TikTok, ако одма излегват видео од чупиња кај што играт кореографи, тоа значи дека син ти ќе ви голем љубовџија. Тоа исто така значи дека син ти не учи ништо ново на интернет. Али добро, има и полош. Пример, ако му го отвориш на мажот или на дечкот и TikTok, и ако 70-80% од видеата што ги гледа се само тие и нешто тек тук фудбал, кошарка,
Што значи дека бил многу голем љубовџи, ма сега само тебе те сак. Не си правите филмови, у реду е. Ако му излегват некој убај видео, пошто верували или не, на сите можни теми има видео. Ама не постои тема кај што не. Подкасти од научни студии, од DIY, значи има се како да направиш, се што треба да направиш, се има. Јас буквално можам да речам со полна одговорност дека поки имам научено од интернетот во последните 2 години, да не речем во последните неколку месеци, од што имав научено на училиште во 100 години. И знам дека е таа болна тема и болна вистина што никој во образованието не ки да ја прифати, ама така е. Што уште пострашно, што на училиште не те ни учат како да научиш, пошто сите ние имаме различен тип на мозок, различно сваќаме работа и на различен начин и со различна брзина. И се шопрат на училиште, немат време да се замарат кој како сваќа. Има некој систем направен куз некоја година и иди наставникот професоро кажва, кој свати, кој не глупе. Демек тие тоа што ќе го кажат на начинот што тие го кажат да го не го сватиш, тебе не те бива. Извини, молим те. И наместо некој да најди начин и да се запраша зошто тие деца не сваќаат и како можам да му донесам приказната поблиску до нивниот начин на сваќање, тие ништо, пиши го глупе, тој не го бива, кецке му пиши ми готово. Е, са добро, има и деца што не ги интересира. Ама ко што реков, ми има деца и што не можат да го сватат нешто. И Ајнштајн повторвал година во основно. Да не викам дека сите единичари се Ајнштајн. Ама тоа не значи дека никој не треба поводи сметка во приказната. Са до душа разбирам и професорите не се платени колку што треба да се платени, нити па имат време еден по еден да работат со децата. Ама кај што има желба, има и начин. И поентата на наставник не е само да дојди да кажи тоа што го знае тој, да запишат децата и толку. Поентата на наставник и на професор е да го натера детето да сака сам да научи, да му возможи начин, да најди пристап до имагинацијата на детето, за после тоа само да сака да се надогради на темата. Оти како знаат децата да научат од интернет. Оти таму од милион луѓе што ќе види, ќе најди барем еден со негов начин на сваќање, на зборање, на размислување. Што значи интернетот е убава алатка и треба да се користи. Ма тоа не значи дека учебниците треба да се дигитални, децата да немат тетрадки за пишење. Тоа се две различни работи. Значи пристапот е битен. Интернетот како алатка е корисен. Користи ја како алатка. Ти треба да најдеш пристап за децата да сакат да го искористат интернетот како алат. Не само да му даеш компјутери да пишат на компјутери, демек сега го ќе научат, да бе што да ти кажам, еј. Ама за да го сватат тоа возрастните, и родителите и учителите. Прво нешто што треба да направиме е да ги едуцираме возрастните и учители и родители на темата интернет и социјални мрежи. И за нормално ќе се најде некоја мајка. Што ти е на тебе? Јас со години имам Facebook и Instagram имам. Знаеме маре дека имаш. На сите слики на син ти, на внук ти, на сите во фамилијата му имаш коментиран. Син на мајка. Леле дете на тетка. Значи не сте свесни кој ремет го јадат децата заради вас. Јас разбирам, то вас ви е сладко. Демек сега ќе му коментирам и готово, бај на денот ќе му биде. Знам дека не умислите лошо, вие сакате да ги поддржите деца. Ама и вие сте биле деца некогаш. Знаете какви се децата. Знаете колку можат да бидат злобни. Уствари не се тие злобни, не се тие криви. Пак тој начин на понашање го имат видено негде дом. Ама не видно. Секој пат кога ги напишите некој таков коментар, него му се смеат другарите. Зошто и тие не знаат, ама му се смеат. Така што прво што треба да се научи е едукација на возрастните на тема социјални мрежи и понашање на социјални мрежи. Па тек после треба да се бара чаре како се воведат социјалните мрежи и интернетот како алатка за учење на деца. Е сега до душа го си изучат возрастните, не ќе можеме да маваме скриншоти на смешни коментари и поста, ама тоа е. Мисламе дека тоа никогаш нема се искорени, секогаш ќе си го има. Исто така ќе треба научат возрастните да се сликат кој што треба. Значи доста е со сликите од пред 20 години клаени со цвеќиња рамка околу нив на профил. Знаеме маре дека сакаш цвеќиња, ти си цветна особа, се гледа по зборањето. Не мора да имаш рамка со цвеќиња. Знаеме дека си кул. Исто така татковците ќе научат да се сликат. Ема сите вака да бидат сликани од оздолу. Вака некако. После ќе научат што се постира, што уопште не се постира на интернет. Ќе научат да не пишат амин на се што ќе видат. Ќе научат дека фирми и продавници никогаш не дават ваучери со 5000-6000 денари за напишан коментар дека ги сакате во сандаче. Да не се лажиме, тие времиња никогаш нема бидат. Можда тек по некоја генерација кои се сменат овие децата кои станат возрастни. Ама тоаш нешто друго ќе има што не ќе знаат тие, така што тоа. Сега, ова не значи дека треба да контролирате секој чекор на децата шопрат на интернет или на компјутер. Значи дете ко дете, особено машките ќе играт игри. Чи ти нагла намести се, тој ќе игра игри. И треба да игра игри. Оти верувале или не, денешно време игрите се играат онлайн и тој збора со луѓе таму комуницира. На цела некомуникација и дома и на училиште и ни на улица ни нигде, остај го барем таму нека збора. Сега може да ќе кара, ќе врни, ќе се расправа таму. Ама не е битно. За секој човек на светот битно е да има издувен вентил. Нас порано тоа ни беше на улица. На денешните деца не му е толку на улица. Штета, ама тоа е тоа. Сега тој нема кај да се издува нигде, по спорт тој не ги пушта да ти ве мрзи или ви е далеко или ви е скапо да дајте 500 денари за тренинзи, ама не ви е скапо 500 денари на
пиво да дајте да речиме, и се уште иди дома детето му забранваш да игра. Пример земи и Финска, Данска имат по 3-4 часа дено и остатокот го поминват во играње на училиште, во социализирање. Исто негде не пишат домашни. Пошто имат сватено дека голем број од децата џабе си ја тупат глата дома или нема да си ја тупат уопште глата дома и дека поголемиот број на деца го сваќат нештото на училиште или па наоѓаат начин како да му го донесат нештото на училиште. Како што реков, начин има за се, само некој треба сака да го најди. За кај нас ретко кој сака уопште се потруди на темата, а и не само кај нас и во голем број други земји. Така што ако ништо друго дома можете малце поке сметка му поводите. Оти ако отворите да видите што коментари пишат децата ваши по интернети, на пример несреќата што се случи во Србија со убиствата во школите. Не знам дали пратевте, но веројатно пратевте и сегде го имаше нештото, дека после тоа излегва видеа и коментира деца и цело време се збораше на темата. Ги видовте тие коментари? Исти такви видеа и коментари прати децата ваши. Не сите, ама има голем број на деца што имат и лажни профили што вие немате појма дека постои. И то не е оти децата се лоши. То не е некој однесување што излегва однив од нигде никаде. Не знам како се направи тако. Не знам од кај му е ова. На дедо му ќе да е. На мајка му страната таму, на татко му има нешто. Брат, децата гледат и учат. Само може и не видел такво понашање дома, може го видел на интернет, ама негде го видел. И тој моментално го применува од лажен профил. Кога тогаш ќе почне во реален живот да го применува. Што значи сака водење сметка, сака трошење време со децата. То не е потрошено време за џабе. Јас разбирам, секој родител е уморен и секој човек што работи во светот е преморен. Особено тие што не работат, тие најуморни си. Ама кога ќе донесиш некое друго суштество на светот, то уопште не е криво што е тука. То не побара, што значи должноста е твоја да најдиш начин и да го направиш најдоброто суштество што можеш да го направиш. Барем денешно време е лесно, имаш интернет. Зато викам, едуцирајте се вие повозрастните. 90% од вас немате TikTok. Тие што имате TikTok или ви излегват женски што играт, или ви излегват шминки и ноктоти, само тоа ве интересира. А има и таму и на YouTube и на Instagram секакви видеа за бебиња, за поголеми деца, за вежби, за едукација, за работа, за алати. Зашо сакаш има. Земете совет од некој ко вас. Јас бев тој што се противеш. Како не ќе спуштам нови апликации? Спушти. Се навлеков. Ама пак ќе речам, толку многу работа имам научено, што се што направив овој период од куќа, од студио, од музики, од видеа, од буквално се. Ова буквално се е од там. И фала Богу YouTube, дај го споздрави. Примери кога бев средно имаше YouTube, ама немаше ништо. Видеа музички, некој по некој смешно видео, толку. Ама зато денешно време маваш туторијал за што сакаш и што сакаш гледаш. Са до душа добро, претежно се на англиски, што значи ако немате јазик научен од доста, не знам што чекате. Сакале ви или не, тоа е мора се научи. Ама имаш се што сакаш. И кога сме веќе на темата, мислам дека е време да си седнам кај телефонот. Си реков го загин. Да седнам малце прочачкам да видам што има нешто ново. А ние се гледаме наредна епизода. Мислам дека има уште за зборање на тема образование и ќе види. До тоа што станете на програмата на ВТВ телевизија, пошто секој ден имаме се поќе емисии, се поќе нови ствари. Имаме работи за сите возрасти. И ако не ми вервате, останете и видете. Поздрав дечки, се гледаме наредна епизода. И